Културата е веројатно една од најпогодените области, не само кај нас, туку секаде во светот, особено изведувачките уметности, кои што се тесно поврзани со представување на уметноста и креациите на уметниците пред публиката. Едноставно, изведувачките уметности без публика тешко може да функционираат и не е тоа што сме навикнале генерации наназад, човештвото од кога постои, дури од пештерите па се до сега, секогаш имало некој човек кој што ги забавувал своите луѓе со своите креации и им овозможувал да допрат до нешто што, нели, многу свети книги, религии, идеологии се обидуваат да го објаснат, а уметниците тоа го допирот со недопирливото или со духовното го прават преку нивната уметност. Тоа е нешто што не можете да го пипнете, но секако дека допира до душата, до телото, до умот, до размислувањата на секој човек, инспирира, знае да поттикне акција, знае да поттикне действија на луѓето, знаат луѓето да направат многу работи, поттикнати од уметноста. Сега, за жал, тие прилики се по-тесни со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме. Короната навистина зададе огромен удар врз културата кај нас. Но прашањето дали е културата мртва во овој период, одговорот е децидно не. Се соочивме, знаете дека од септември, од 1 септември, министерката го презеде Министерството за култура и се соочивме со многу проблеми. Еден од најглавните беше пандемијата и коронавирусот во културата. Затекнавме нереализирани проекти, неможност да се реализираат тие проекти кои што од март беа застанати. За среќа можам да кажам дека и покрај промената на владата и министрите, самите уметници и националните установи го искористија многу добро летото и отворениот простор и организира на отворено многу настани со кои што успеа да покријат дел од програмата. Летото со навистина големи вложувања беа организирани многу настани, како Охридско лето, Струшките вечери на поезијата, потоа фестивалот на европски филм, како следеше, Синедејс, фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, денови на комедија Куманово, Ристо Шишков, Струмица и да не ги редам, потоа дојде Скопскиот джез фестивал, кој што навистина со огромни напори успеа да оствари дел од програмата, да собере публика, фест и фестивалот за филми на деца Джифони, кинотеката работеше цело лето со кино на отворено. И сето тоа беше, повторно ќе речам, остварување на дел од програмата и на дел од она што Министерството имаше дадено средства за 2020 година. Многу од проектите не успеа да се реализираат. Проблем со кој што се соочивме беше исто така затвореноста на институциите, театрите, Македонска опера и балет, филхармонија, кои што не можеа да ги остваруваат своите проекти, бидејќи немавме протоколи за одржување на настани на затворен простор. Чекавме, бевме во постојан контакт со Комисијата за заразни болести. Комисијата изготви општ протокол кој што помина на влада, беше објавен во Службен весник и согласно тој протокол беа направени од страна на сите институции посебни протоколи за одржување на настани во затворен простор. Како се преживува во
овој период, затоа што прашањето на преживување е и од физичка природа. Пред се за независните субјекти во културата, како што и Скопскиот джез фестивал, да не кажувам дека имавме ние неколку дилеми да ставиме крај на приказната, што немаше да биде само за годинава. Значи, како преживува таа независна културна сцена и исто како преживуваат и што може да се направи да преживеат и самите уметници, музичари, сликари и така натаму, пред се кои се фриленсери. Ние добро знаеме дека сите оние кои се вработени во националните установи култура се добро згрижени. И кога не одат на работа, едноставно зимаат плата. И тоа полна. И сакам да го кажам следно, неколку факти, затоа што мислам дека овде, кажав од кои причини, не се следи доволно состојбата на овој план во Европа. Ние знаеме експозијата и во септември, ноември, се разбира и пред тоа во Европа, малку знаеме какви се регулативите во Европа и дури и какви беа летоска. Од тој аспект може да кажам дека кај нас летово ние имавме практично од однос на културата најлиберални мерки во споредба со цела Европа, а сега кај што културата е практично комплетно затворена во најголемиот дел во Европа, почнувајќи од Словенија, кај што не може ни изложба да се направи, камо ли некој концерт или промоција на книга и така натаму имаме најлиберални мерки, кои немам намера да ги критикувам, туку сосем спротивно. Мислам дека од овој аспект во донесувањето на регулативите за летото и регулативите за настани во културата во затворени простори, дека на комисијата со цело на министерот одигра многу значајна улога да културата сепак максимално можно со овие страшни бројки пандемиски кои ги имаме остане отворена. Однос на тоа сега, генерално јасно е дека во однос на целата култура, значи во однос на целата жива уметност, многу трпиме удари од аспект на обрт до аспект на креативност, што подоцна, да речеме, не постои тежок период во историјата на човештвото кој што уметникот не го преживел, па после тоа да створил нешто поголемо од тоа, така да не сметам дека сме загрозени на долг рок, меѓутоа на краток рок, генерално моето очекување од самите институции првично беше поголема активност. Ние како институции, бидејќи јас сум вработена во театар како режисер, институциите некако ни заспаа. При тоа не мислам дека требаше од нив да очекуваме не знам каква продукција, меѓутоа некакви мали иницијативи кои што на некој начин воопшто не се контреа со протоколите или со опасноста од COVID-19. Да речеме, во ниту една институција во театар, да речеме, не им текна да направат аудио читање на книги за слепи лица. Тоа е нешто што воопшто не би требало да ги загрози. Значи овака, периодот беше катастрофален. Све друго, секој друг збор би бил understatement. Зошто го велам тоа? Заради тоа што сум бидејќи јас веќе имам сериозна музичка кариера, и бев доведен во ситуација да 7 или 8 месеци бев буквално без било какви примања. Не е доволна ситуацијата дека не можеме да свириме, не можеме да си вршиме нашата професионална дејност која што ни е и задоволство се разбира, него сега више дојде нож под грло. И во тој смисол ние немавме друг избор туку да пополниме, да исправиме една грешка која што е
долг низ на години правена, тоа е дека немавме сериозно здружение кое што ќе се погрижи за правата на сите музичари. Иако постојат други здруженија, сепак од кои какви причини де факто ништо не се случуваше на тоа поле. Нашите права, нашите можности за делување беа сведени на формирање, правење фирми, трговци, поединци, слободен уметник ако имаш можност да оствариш проекти, и ние фриленсерите кои што сме као комплетно посветени на музикава и непокриени, условно кажано, од државата, меѓутоа и без побарување кон државата. Освен тој момент дека сакаме да свириме и на тој начин да си ги остваруваме правата. Сега, нашето здружение, во принцип, ние сме многу задоволни за колку брзо време ние дојдовме, за колку кратко време стигнавме во ситуација да разговараме со релевантните фактори во држава, како што се председателот, на чие што покана се израдувавме и разговаравме со него, тој во доменот на своите можности се потруди да ни помогне, да ни инструира што можеме да правиме, меѓутоа тоа е отприлика тоа. Разговаравме со представници на владата, со господинот Алагјозовски, беше договорен состанок со министерот Битики, кој што се уште не се остварил за нас непознати причини. Луѓето разбираме дека имаат обврски, меѓутоа тие не разбираат дека ние сме буквално на мраз фрлени надвор, на ладново, у смисол стварно е ситуацијата алармантна. Па во тој смисол со нетрпение чекаме било каков одговор од владата, поготово од Министерството за култура, бидејќи тоа е сепак нашиот ресор, нели, ние спаѓаме во нивни ресор. Се уште не сме имале контакт со Министерството за култура, би замолил, ние пишавме мејл кој што очигледно или не го добиле или имаме некако техничко недоразбирање, меѓутоа мислам дека таму би требало да почне од одмотување на ова клопче во кое што се најдовме. На долг рок, оно што го направивме е дека градот инвестира интервентно, на брзина интервентно во 3 нови сцени за изведувачки уметности, кои што ќе се изградат во градскиот парк, секако без намера да оштетуваат дел од природата и езерата во паркот, и кои што ќе служат да може во веќе идната сезона од пролет-лето да можат различни уметници, иницијативи и така натаму да одржуваат концерти истовремено во паркот. До сега таа можност им ја даваше само школка, да не збориме дека другите места, зелени површини во градот и немаат летни сцени, како што е парк Шумагази, Баба Сара и Водно. Така што сега на овој начин, кога ќе направиме уште 3 нови летни сцени, инвестиција која што очекуваме да кошта околу 150.000 евра, може би звучат многу, но за институција со големината на град Скопје тоа стварно не е голем издаток. Тоа се простори кои што ќе можат и сега да бидат преполни во престојниот корона период, но и да бидат инвестиција во културниот живот на нашите деца и на нивните наследници. Ентузијазмот на театарските уметници, особено младите генерации, е неоспорен и сега треба системски да најдеме начин да го канализираме тој во одредена трајна вредност. Оно што сметам дека е многу битно, бидејќи генерално уметноста се во моментов од секогаш се хранела од одреден капитал, од финансиски во моментов капитал. Министерството за култура, бидејќи во процес е гласањето, донесувањето на новиот закон за култура, мислам дека јас не сум запознаена точно што содржи тој закон, меѓутоа мислам дека многу силно треба да се заложи за креирање на современи мецени. Не само тоа многу ќе заврши работа на театарската уметност, меѓутоа генерално на сите уметности, ние денеска немаме мецени. Ние 2 века мање више немаме мецени. И она што е понудата на бизнис секторот кон спортот што го нуди, даночни олеснувања на некој начин ако се финансира во клубови, мислам дека треба да Министерство за култура и тоа како да се потруди тие даночни олеснувања од државата да стигнат до приватните компании и со финансирање во културата.